Добро дојдовте на првиот подкаст Младински лав Муабет, кој се реализира во рамки на проектот Младински глас за локална акција. Имплементатор на проектот е регионалниот центар за застапување од Делчево, а со нас во овој подкаст се наши гости, младински работници, волонтери, представници на граѓански организации. Нашата тема на разговор ќе бидат проблемите на младите во поширока смисла на зборот, па затоа првото прашање кој ќе им го поставиме на гостите, на кои им посакуваме добре дојде, кои се проблемите на младите? Може слободно да се вклучите во одговорите на ова прашање. Во ред, пред се, со денешната развиена технологија, младите стануваат се попасивни и не сакаат да се вклучуваат во никакви активности. Затоа мислам дека треба да се направи нешто со кое што ќе се поттикнат младите да можат што повеќе самоиницијативно да се вклучуваат во различни проекти, се со цел да допринесат за подобро развивање на самото општество. Благодарам. Например, ние имаме, да се надополна на другиот соучесник во разговора, значи имаме еден доста интересен пример од минатата година кај што во нашата општина имавме сериозни пожари и еден од по-тешките моменти ни беше баш да стигнеме до таа една силна и јака младинска група на луѓе кои што би се вклучиле во нешто такво кое што е нели од општа корист за сите нас, но некако младите беа доста незаинтересирани или цело време се уште живееме у стереотип дека некој друг треба да дојде да ни ги реши проблемите, а не ние да се вклучиме во акција за да си го направиме нашето место подобро или како и да. Значи, таа некоја гледишна точка дека се некој друг треба да ни даде нешто, да не поттикне за да решиме некој проблем или за да направиме нешто што е добро за самите нас, според мене еден од главните проблеми со кои што младите пристапува на поголем дел од работите што им се случува, не знам какво това треба да се смени. Добро, ќе продолжиме со останатите прашања. Младите напоменате дека треба активно да се вклучат, но кои се всушност и нивните потреби? Ајде јас тука кога го спомнате веќе потреби, пошто нашата организација претежно ја застапува лицата со посебни потреби, би го искористил тој термин како посебни потреби од аспект на млади лица. Самиот термин посебни потреби не е ограничен или фокусиран само кон лицата со посебни потреби. Значи тука спаѓаат и талентирани, надарени и одредени други млади лица кои што имаат свој развојни предиспозиции, би рекол во тој момент, по-специфични и одредени таленти и вештини кои што треба во одреден момент да ги изразат и да го најдат своето место, барем кај нас, и во заедницата, и во државата. Во тој аспект, сметам дека спектрот на потребите на младите, кои што треба да им се возложи на ниво на општина, е навистина широк, а можностите кои што ги нуди општината се многу мали. Отсуство на многу алтернативни форми за развој или презентација на нивните знаења и вештини се навистина во сите полиња, дали тоа ќе го гледаме од аспект на културен развој, дали од аспект на спорт, дали од аспект на творечко изразување, што сметам дека тука го гледам спојот на прашањето или одговорот на прашањето под зборот млади, вклучувајќи и сите од аспект на нивните можности или неможности. Сега, во тој дел, колку имаат одговорност младите, толку има одговорност и другите капацитети, општински, државни. Значи, негогаш основното прашање, ние во нашата општина немаме шаховски клуб, кој што кошта малтене 100 евро за 6 табли. А го имавме додека во некое подруго време. Така да има многу прашања, па ќе оставам да и соговорниците во тој дел земат. Поведете. Мислам дека да, сето тоа навистина потребно. И мислам дека треба на младите да им се даде прилика за да можат да почнат да се докажуваат самите себе си и како да почнат со зголемување на својата самодоверба,
Се со цел за да се зајакне општеството и пред се да се даде предност на младите, од кои што на вистина во иднина ќе зависи развивањето на светот. Така, ти благодарам за овој одговор. Несомнено на кога сме веќе кај младите да не се сврнеме и на интересот за волонтирање на самите нивно вклучување во воншколски активности. Колку сметате ве дека во нашата општина младите тоа го прават, волонтираат или се вклучуваат во такви активности после школството? Јас би тука искоментирал дека во одредени периоди од нашето работно искуство, кое што се заснова и на потреба од вклучување на младински волонтеризам, е во различен период или во различни години различно истакнато. Значи, имаме периоди од нашите активности од 20 години, значи во тој период од 20 години, каде што имавме многу изразит волонтеризам со многу активно вклучување на млади. Во одредени периоди тој момент станува одсутен, па значи некако баш осцилаторно се движат тие акции на младите. Што е потребно за да се задржи некој континуитет или кои се тие предизвици кои што ги предизвикаат младите да бидат вклучени во волонтерските форми, како што испомна колегата, исто волонтерска форма и акциите во гасењето на пожари, нешто трето, пето, каде што може да земат хумано и доброволно учество, или активности и акции на млади волонтери во испомош на лица со посебни потреби. Значи, можеби и се потребни одредени ресурси или одредени можности да се мотивираа како волонтери, да се активираа како волонтери и да се респектираа како луѓе кои што млади луѓе кои што ги вреднуваат својот труд и презентираа некои одредени и даваат одредени резултати. Кои се конкретно механизми да се потигне, јас во тој момент немам некои. Младите подобро знаат. Така е. Еве јас како пример би го дала волонтирањето во Црвен крст. На некој начин волонтерите имаат изговори дека не сакаат да волонтираат, бидејќи волонтирањето во Црвен крст и учествувањето во различни акции е губење на времето. Значи, пред се, јас како член и волонтер во Црвен крст, пред се да се биде дел од оваа организација на Црвен крст, представува многу големо исполнување, на некој начин те прави да се чувствуваш исполнет, бидејќи самото волонтирање значи да бидеш хуман. Односно, хуманоста е еден од принципите со кој што се залага проучувањето на Црвениот крст и навистина ме прави да се чувствувам среќна што ја имам можноста да помогнам некому на кому навистина му е потребна таа помош. И навистина треба да се запрашаме како да ја подигнеме свеста кај младите, за да почнат да се вклучуваат во разни собирни акции, како да се зголеми заинтересираноста. Еве пример, ние како општинска организација на Црвен крст во нашата општина правиме дисеминации, односно тоа се како презентации на кои што им го презентираме всушност со што се занимава и што работи Црвениот крст. На некој начин го шириме, значи, учењето за Црвениот крст пошироко, се со цел да се зголеми бројот на волонтери и да разберат всушност колку е важно да се волонтира. А дали се зголемува тој број кога сме веќе на тоа прашање? Да, значи највеќе во зависност од тоа во кој период и во зависност од тоа на која таргет група се прават тие дисеминацијски сесии, значи може да се каже дека има секојдневно се зголемува бројот на волонтери, односно се регрутираат нови волонтери. И тоа навистина како представува некој напредок во функционирањето на самата општинска организација, бидејќи секој е свој и секој допринесува со своите иновативни идеи кои што ги има. И секој предлог треба да биде прифатен. Така. Да, и ние имаме доста имаме млади луѓе кои што се одлучуваат да се впуштат во акција за некоја повисока кауза и да си го дајдат своето време за нешто кое што сметаме дека е општо корисно или некое поголемо. Организираме некои еколошки акции, исто така што го спомнаваме, пожар и слично.
Мога да кажа дека еден од проблемите е уште некој дамнешен стереотип што постои и од постарите генерации што се влече, ако немаш некоја финансиска корист од работата што ќе ја направиш, дека ти у суштина не правиш ништо и не треба да си го употребуваш твоето време, кое што се уште се бориме да го промениме това. Ја лично кога бев волонтер во Бугарија преку програмата Erasmus+, колку пати да поминев горе границата да им кажа дека ќе одам на проект од Бугарија да волонтирам, секој пат се ме сопирали на едното исто. Ти од това имаш нешто корист. Не можат свето уште кај нас, јас мисля дека самата сиромаштија го прави човекот да пристапува со тој пристап, дека ти ако немаш некоја економска исплатливост, дека това е како ништовно се това што го правиш, а у суштина, како што кажа и соговорничката, това чувство на хуманост што го добиваш од сите тие акции и од това дека ти ќе можеш да допринесеш за доброто на целата заедница, това можеш само да го добиеш преку тој начин. Ако дојдеш, пробаш, видиш, ние имаме многу проекти на кои што споделуваме повици за луѓе да идат во европските држави да волонтираат преку Erasmus+. Многу слабо, многу слабо. Ја мисля дека дури највеќе од дома. И да каже детето ќе да 10 дена се ми е платено, сегогаш се сосомнеш на тие некои работи, не знам тоа зашо е така. На следното прашање, иако може би веќе и дел од вас одговорија, колку младите се подготвени само иницијативно или преку вклучување во други активности да придонесат за подобро живење во општината, во окружувањето? Има промени, како што рече соговорничката, да се надеваме дека ќе идат и подобри времења. Јас дали кога бех во моите генерација, конкретно 91 што сам роден, тогава мисля дека беше послабо или ја не сам бил вклучен во сите тие активности, па не сам знал дека постојат. Интернетот и се това што ни го доприноси информацијата што кружи помеѓу младите и се това, може би ќе почне така одеднаш поактивно да гледаме дека луѓето ќе се вклучуваат, посебно младите, во некои општо корисни акции. И јас би се надоврзал на тоа прашање, значи мисля дека треба да постои нешто кое ќе ги убеди младите дека тие се носители на тие промени, кон нивните суштински прашања. И доколку иницијативата ја прошират меѓу нивните потреби, значи доколку постане мобилизирана таа заедница на млади, ќе изврши свое влијание кон одредени реални потреби. Това со сигурност ќе го добијат. И кога ќе го добијат, тој е првиот резултат, тој е впечаток на моќ дека се озможили одредена промена, мисля дека ќе бидат охрабрени кон други иницијативи. Значи се нешто ситна работа која им недостига во моментите, пошто ние и кино немаме. Доколку сакаме да гледаме еден филм и доколку ние едноставно кажеме само сакаме да гледаме кино во нашето делчаско кино, кое не може би с години веќе нема ни представи, 20 сигурно повеќе, не знам, да го доживеат еден подруг момент и подруг амбиент во родното место е резултат и промен. Така. Треба да се насочува. Ние имаме, например, у таате конкретно цел самите кна имаме еден фестивал кој што неле пробаваме да организираме, баш како кога немаше ништо, младите се организираваме и пробаваме да го организираме. Убаво ќе да го препознаеме това кај младите и да има некои постари што ги водат у процесот. Не сегогаш нивните идеи са многу така креативни да кажа, значи треба си да си има и некој што ќе преземе и улогата на менторство да ги спроводи, мисля да ги води младите во тие некои такво. Ние како невладни организации сигурно сме еден од тие фактори што би се понудили. Мислам дека младите, извинете, мислам дека младите навистина не сакаат да учествуваат во никакви активности и проекти, бидејќи како што спомнав претходно, тоа за нив е губење на време. Меѓутоа, напротив, баш така како што рекоа моите соговорници, треба да им се докаже дека всушност тие грешат. Бидејќи навистина ние младите сме оние кои што треба да го издигаме светот. Односно да правиме нешто поразлично со кое и ние самите ќе се мотивираме, а ќе ги мотивираме и другите од нас да не поддржат и да успееме во сето тоа што сакаме да го направиме. Така е. Граѓанските организации несомнено имаат голем број проекти, а некои од тие се поврзани со младите, па во моментот што конкретно тука кај нас прават тие за поддршка на младите во секој поглед. Ајде да
точно дека имавме и во минатото и сега некои проекти кои што се поврзани со млади, во дело на мисијата на нашата организација, ние работиме на една програма за професионална ориентација и вработување на млади лица. Таа година успеавме да склучиме еден договор за вработување на едно лице, што не прави среќни, а во суштина нашата акција е таа млада популација која што има одредени потешкоти и проблеми, да ја научиме со одредени работни вештини, вклучувајќи работа на компјутери, и да го најдеме местото во системот на инклузивното вработување. Значи, тоа се мали чекори, сегаш организацијата и мисиите на организациите не можат да направат огромни исчекори, тука со системот, државата, ама во аспект на репрезентност, како би или може да се однесува некоја промена, која ќе биде препознаена утре во системот и да биде имплементирана, е веќе она што е дел на државните апарати или на самиот систем. Имам и некои други иницијативи. Самите иницијативи вклучуваат млади од различни, ајде да би рекол, групи, во одредени заеднички активности, се со цел да се покаже и демонстрира таа инклузивност. Користа збор на да се покаже и демонстрира, али самите акции стануваат инклузивни, каде што групите меѓу себе ги доживуваат своите разлики, ги прифаќаат разликите и градат емпатиски врски. Значи, тука е нашето поле на делување од аспекта организација и млади. Исто така, значи, кога веќе сме овде кај програмите и проектите, сите училишта знаеме дека организираат разни програми, еве како што ја спомнавме програмата Erasmus+. Исто така јас, од мое лично искуство, би го додал проектот ПХВ. Односно, тоа е промоција на хумани вредности, кои што се спроведува традиционално секоја година. Значи, тоа се прави се со цел да се регрутираат исто во Црвениот крст нови волонтери. Еве, оваа година имавме 3 проекти. Сите 3 проекти беа да се помага на различни ранливи категории со, значи, секакви различни приходи. И навистина овој проект за нашата општинска организација излезе навистина многу успешен, бидејќи сите 3 проекти беа оценети со сонце. А сонце значеше дека е нешто најдобро, како и со тоа мислам дека сите тие волонтери кои што ќе сакаат да се приклучат во работата на Црвениот крст, во спроведување на различни собирни акции, тоа на некој начин ги мотивира и ги поттикнува да продолжат со истражувањето понатаму и понатаму и да го пренесуваат тоа и на следните генерации. Бидејќи јас, например, еве сега можам да зборувам со некој мој врсник и тој не е член во Црвениот крст, не е волонтер. Меѓутоа, ако му кажам што ние се правиме во Црвениот крст, како ние правиме луѓето да се чувствуваат среќни, гледаме насмеани лица, како ние запознаваме луѓе и деца, волонтери исто како нас, од сите градови и пошироко. На некој начин мојот врсник ќе добие поттик, односно ќе биде поттикнат да се зачлени и тој за се со цел да може да помогне во работата и да продолжи со своето волонтирање понатаму. Да, значи интересно, јас пора би си го земал личен пример што ми се случи како бевме уште доста помлади, 2017 година. Имавме една самоиницијативна идеја која што се викаше природна перспектива. Решивме да отидеме во село, да отпочнеме со некој одржлив проект и се запознаваме со невладни организации, програмата Erasmus+, сите можности што ги нуди. И дефинитивно не мотивираа да стигнеме до степен сега ние да си имаме наше сдружение. Сега това лето исто така ние имаме еден проект што ќе го реализираме за млади луѓе што сакаат да станат социјални предприемачи за зелени промени. Значи, како невладна организација, тогаш што дојдеа,
и што ни прожија промош, како што кажа и соговорничката, дефинитивно многу би придонело придоноси за млад човек што се чувствува усамен во некоја идеја, да му дое како една поддршка, да разбере дека не е сам, дека на този свет има многу луѓе што се борат за нешто поголемо, за нешто поинтересно, за нешто да се деси убаво. И това би го дал на еден млад човек, нели, тоа еден ветер во грбот да продолжи да се бори за некои идеали и за нешто што можеби резултатите се во многу подалечна иднина. На почетокот на сите ни е тешко, сите мислиме дека се што правиме може и арно, може и не арно. Ама да, некои организации знаат да го препознаат това и да го поддржат, да го надоградат и да го подпомогнат, како што реков пред, дали со менторство, дали со насоки, каде можеш да се развиеш, каде можеш да го имплементираш твоите идеи, така таму, што е баш окей, според мен. Во досегашните одговори на вашите прашања од овој прв подкаст Младински лав муабет се добива нека констатација дека повеќето од младите се пасивни. Како да се справиме со проблемот на пасивни млади би било следното прашање? Па како што кажавме претходно, треба да се измисли нешто ново. Например, во нашата општина, која е мала, и секој со секој се знае меѓусебно, нешто да се измисли кое што како ќе ги собере младите и ќе ги мотивира се почесто да се организираат такви настани, се со цел прво да се зближат луѓето меѓусебно, да нема граници меѓу луѓето, дали расна нееднаквост, полова нееднаквост и така натаму. И на некој начин општеството ќе почне да функционира подобро. Бидејќи, како што кажавме, ние младите сме оние кои што ќе го водат светот во понапредна гранка. Па, мисля дека е многу убаво прашање и тоа е нешто прашање кој што ти произлезнеш и од тие што ја гледа, значи овој подкаст. Да. Отприча нешто како млад, како размислувам. Добро, каде ние ќе ги поставиме тие прашања? Кои се тие форми каде што спомна соговорничката или места каде што ние ќе се организираме, ние ќе ги размениме нашите културни или било какви идеи и промени кои што сакаме да ги донесеме. Тоа е нешто што недостасува, како една алтернативна форма на место, организирана форма. Младински културни центри, каде што сите ги има, во голем дел од општините, ние го немаме. Значи, самиот тој младински културен центар представува една база каде што ќе има влез-излез на млади, кои што спонтано, организирано, формално и неформално, ќе се среќава, ќе разменуваа некои информации, координирани или водени од трети страни, за да представува една база која што ги продуцира или ќе ги развива тие идеи и ќе ги упатува кон нивно решавање. Значи, неминовно е да постои место, нивно место. Пошто имаме огромно место во нашата општина, а за нив немаме. Имаме неколку кафе барови. Да, тие се И место каде што се. На мене искрено ми е многу полесно да си најдам млади луѓе заинтересирани од Шпанија, од Португалија и од не знам каде, што ќе дојдат, што ќе дојдат и со која идеја да ставиме на маса ќе се разгледа кој може да ја реализираме. Тука со нашите млади, кога да сме дошли до ред да разговараме за идеи, сегаш се содруваме со това дека това не може да се деси или треба нешто многу големо да дојде за да оствариме на минимална идеја. И ја искрено не знам како можат младите да се мотивира и сум така. По-ми е лесно со другите. Може има предрасуди. Па има многу, да, има. Пак ќе ви кажа, значи лани кога се деси пожар, ние им викаме, значи треба на пожарникарот некој да донесе едно шише вода, пошто он горе не се бори со стихија. Они се седнали од кафичите и викат треба да дое авион. Каков авион да дојде да ти изгаси пожар дома, значи ти треба да си на терен, да видиш какви се потребите, ти треба малку да размислува со това како да почнеме од ништо да изградиме кула, а не да ни дое некој да ни постави кула, па ние после да се чудиме како салата што е горе кај стадионот, како да уништиме или здрави таму ни деца се појавија со некоја поинтересна активност. Иначе поголемиот дел од јавните бееме баш очевидци на вандализам у Ванчо Праке, значи што е да е поставено за младите, не се ни одржува, не само што суштествува тука. Ќе име на манастирот Балаклија да го видиме каков е. Значи еден чистач го помрнал таму, веќе се почувствува така.
Се сеќавам тука на ваша анекдота, баш токму кога ги спомнавте пожарите, имало негде пожар, две пилиња стојат на гранка, едното отишло до блиското езеро, земало некоја капка вода, фрлило во пожарот и другото му рекло што правиш, зар мислиш дека со таа капка ќе го изгасиш пожарот? Мислам дека тоа вие го спомнавте во една прилика. Јас правам што можам во рамките на моите можности. Поентата тогаш вие што ја спомнавте беше дека секој доколку прави барем Помалку, да, значи да ја видиме колкава е силата, колку се здружиме заедно, да видиме што можеме и да постигнеме ако сме заедно, ама не кај нас секој сам по сам си тера. Добро, продолжуваме понатаму со овој подкаст Младенски лав му обед во рамки на проектот Младенски глас за локална акција. Последно некој би рекле прашање кој ќе ви го поставиме, а темата е доста сериозна. Имаше време кога во Делчево едно одделение клас броеше по 30-40 ученици, а сега тоа е сведено барем на половина иселувањето на младите. Значи тука се наметнува само по себе прашањето како да се справиме со овој проблем кој од година во година е се погледен, поголем се извинувам. Во ред, може би младите нема доволно избор како каде да продолжат со своето школување. Не знам, како пример би го дала дека ако сакаат, еве во нашата општина пример, нашата гимназија нели има повеќе како струки, да. Меѓутоа сведоци сме дека нема средно медицинско училиште. Некој ако е заинтересиран за медицина, веднаш ќе одат во другите училишта или подоцна за факултети, нема толку многу избор во Македонија, па затоа одат во другите држави, каде што ќе имаат повеќе можности да изберат што сакаат да бидат во иднина. И може би тоа на некој начин представува и еден од поголемите проблеми зашто се иселуваат младите. Да. Највеќе се иселува заради тие некои економски, културно-забавни недостатоци и така натаму. Немаме и постарите може да не сме им дали добар пример што би ги влекло да станат заде во нашите краишта и да творат и да живеат тука во Делчево. Според мене е убаво место, затоа сум се задржал тука. Сега поголеми дел од младите си има различен поглед на светот. Како би ги задржали тука кај нас? Секој вика дека ако отвориме на голема фабрика, ја не знам искрено дали това е главниот такво. Ама да, ние си нагаждаме што би ги неле задржало младите. Според мене секој треба да си ја види убавината наш тука и после това другото секи си дојде поред. Ама това како да го направи? Па ја мислам тука е прашањето која е што е тоа што можеме да им го презентираме на младите за да останат тука. Која е таа добра страна што може да истакне? Која е таа визија која може да развива во таа заедница? И исто, што е доброто доколку ги задржиме, а ништо не правиме? Да. Од друга страна, ако иде да се школува во друго место, ако иде да работи, носи, собира, добива некој знаење, ама да го создадеме тој комфорт за негово враќање, па да ги пренесе тие информации да ги решиме. Значи, од друга страна, тоа се... Тука кај нас и да не Добрата страна на забораваме лошата стварност, да не забораваме корупцијата у нашиот такво што доста голем дел на Караги да се иселат. Имаме си многу, да, треба да мешаме многу, ама имаме си ги многу големите системски недостатоци што само си викаш за што останах. Добро, се надевам дека оваа дискусија ви годеше, мене искрено ми годеше. Значи да повториме првиот подкаст во Младенски лав муабети во рамки на проектот Младенски глас за локална акција. Имплементатор на проектот е регионалниот центар за застапување од Делчево. Подкастот во аудио и видео форма ќе биде достапен токму на каналите, телекомунициските канали на РЦЗ и соработниците. Ви благодарам што бевте дел од првата подкаст. Благодарам за поканата.